Време за првиот разговор во денешното издание на Македонија на утро. Место со срце е насловот на најновата кампања на СОС Детското село, која е целта, како функционира, како е организирана целата кампања, да знаме од нашата гостинка. Велам добро утро за Александра Спасевска. Добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте. Според податоците кои што ги добив за кампањата, велите целта е подигнување на свеста на јавноста за потребата од поддршка на ранливите категории, како деца без родители, деца кои живеат во социјално загрозени семејства, со големи ризици да бидат напуштени од своите родители. Од каде потребата за една ваква кампања? Токму така. Значи, ние како организација, како хуманитарна организација која што првенствено се грижи за децата без родители и родителска грижа и оние кои што се во ризик да изгубат грижата, во Македонија функционираме веќе 16-та година поред. Членка сме на меѓународна организација SOS Kinderdorf International, која во светски рамки функционира успешно повеќе од 70 години, во повеќе од 134 земји во светот, и промоција и кревање глас на оние кои не се доволно силни да го направат тоа сами за себе, ни е една од важните компоненти во нашата работа и сметавме дека токму за новогодишните празници, кога луѓето, да речам, најмногу се свртуваат кон семејството, кон споделување на убави мигови, споделување на љубов и грижа, ќе биде вистински момент да ги потсетиме и на оваа ранлива категорија на која и како е потребна помош и поддршка. Кој ќе се вклучи во кампањата, колку дена ќе трае? Кампањата е замислена да трае од 27 до 29 декември. 3 дена, ги избравме и тие 3 дена во пресрет на новогодишните празници, како едни од најфреквентните денови кога луѓето и најмногу излегуваат и се дружат. Во моментов имаме речиси 25 угостителски локали кои што на радо срце многу лесно прифатија да бидат дел од оваа кампања и за тоа навистина искрено им благодариме. Сакам да ги споменам оние кои што први ни излегоа во пресрет, тоа се Интермецо, Плей кафе, Бруклин, Чептер, кубанскиот ресторан, Воденица Молино, Палма, Чардак и уште неколку други, се извинам што не можам сите сега да ги спомнам. Меѓутоа, уште сме во, да речем, во преговори и во договори со уште низа локали и затоа сакам да ја искористам оваа прилика да упатам апел до сите кои што не гледаат денеска или кои што ќе се закачат на Facebook и ќе отворат нашата Facebook страна Место со срце, да не побараат на телефонскиот број 3290-556, доколку имаат интерес и волја да се вклучат во оваа кампања и ние ќе им објасниме се што треба. СОС Детското село години наназад работи на остварување на главната цел, обезбедување на топол дом и кров за секое дете на кое што му недостига тоа. Колку е тешко да се постигне се во ова и колку е неопходно, ги споменавте, општествено одговорните компании, колку е неопходна поддршката и од институциите и од општествено одговорните компании? Токму така. Не сакам да звучи како некое клише, меѓутоа навистина без поддршка од компаниите, од заедницата и од јавните институции, како и од многу индивидуалци и филантропи во нашата земја, нашата работа би била апсолутно невозможна. Работата е навистина голем предизвик и да речам, сретнуваме со потешкоти и секој ден во нашата работа. Меѓутоа морам да кажам дека за среќа од година во година поддршката која што ја имаме и од локалната заедница и од компаниите и од индивидуалците има еден позитивен раст и се надевам дека тоа така ќе продолжи, бидејќи тоа е ни е суштински важно за да можеме да работиме успешно како што работиме. Покрај тоа што им помагате на дечињата, сте бескрајно креативни. На масата ги имаме новогодишните честитки, кои што се веќе традиционални за СОС Детското село. Како ќе може да ги набавате граѓаните честитките и што се средствата кои што ќе ги... Ете така, и кампањата за продажба на новогодишни честитки е веќе подолга традиција, повеќе од 10 години како функционира во рамките на организацијата. Замислена е како еден начин на остварување, односно собирање на средства кои што одат за директна поддршка на овие ранливи категории, кои што ги поддржуваме и наменети се за функционирање на токму таа програма која што ги поддржува децата и младите без родители и родителска грижа и програмата која што е наменета за социјална превенција, односно ги поддржува децата и семејствата кои што се во социјален ризик. Нашата онлайн продавница функционира на www.sos.mk и исто така на телефонскиот број кој што го споменав претходно 3290-556. Може да се јават сите и да ги добијат потребните информации, а од минатата недела сме присутни и во Скопје Сити Мол
и во трговскиот центар Капитол има наш станд, во Капитол сме на приземјето, во Скопје Сити Мол сме на третиот спрат. Кога сме кај креативноста, кај себе го држам декември од 2018-та, дел од најновиот календар кој што го изработивте е навистина креативен и оно што е интересно дека со купувањето на календарот повторно средствата одат за СОС детското село, но бидејќи ние не функционираме без календар, ни е потребен, а не ги сакаме оние веќе стандардни календари. Ова е нешто креативно кое што е одличен и декоративен момент во просторот во кој што работиме. Ти благодарам, токму тоа беше и замислата, да имаме нешто вакво интересно и весело парче на нашите бироа, кои што во текот на напорните работни денови навистина малку ќе ни го освежат и ќе ни го подигнат расположението. Идејата беше да им се обратиме токму на најмалите и да ги прашаме зошто нив им е омилен токму некој месец во годината. И добивме навистина интересни, искрени и креативни одговори кои што ги строчивме на овој календар. Сакам да напоменам дека е намерно составено 12 картички, повторно во на наша традиција и дух да можеме да испратиме и да напишеме некој убав збор и да изредуваме некој кој ни е близок и кој што ни значи. После завршувањето на секој месец, картичката може да се исече и да се испрати или да се честита било каква пригода, а последната картичка останува како рамка за фотографија, во која што можете да закачите својата омилена фотографија и да си ја имате како спомен. И кога сме кај изненадувањата, Нова година е празникот кој што веројатно сите сакаме да го поминеме со нашите најсакани. Најмногу ги гушкаме и поминуваме време со нашите деца. Кога сме кај дечињата, ќе го искористам од календарот Војдан, 4 години вели го сакам јануари затоа што правиме снешко и кога ми студи мене ме греат ракавичките кои ми ги сплете баба. Има за жал дечиња кои што немаат баба и немаат ракавички кои може да им ги сплете баба. Тука сме ние на потек и ние можеме да направиме нешто плюс за дечињата на кои што им недостига семејството. Како можеме ние да се вклучиме за празниците, да донираме, да помогнеме? Ева се овој проект на пакетчиња, подароци. Токму така. Декември ни е најинтересниот, да речам, месец во годината и најисполнет со активности, кога навистина многу наши пријатели сакаат да дојдат, да не посетат, заеднички да ја заокружиме годината, да се потсетиме на сите убави моменти, меѓутоа и сите предизвици кои што сме ги поминале, да ги посетат децата, да ги израдуваат со некој подарок. Секој од нас може да се вклучи. Еве клучната порака која што ќе ја имаме во сите оние локали на сите маси, овие малецки срценца, всушност и носат таква порака, дека на едноставен начин секој од нас може да се вклучи со вртење на телефонскиот број 143 456 од сите мобилни апаратори, може да донираат 100 денари и така да ја поддржат и работата на СОС Детско село Македонија, односно да им помогнат на децата и младите без родители и родителска грижа и оние кои што се во ризик да ја изгубат грижата. Сакам да апелирам, колку и тоа никогаш да звучи обесхрабрувачки за луѓето, навистина и тие 100 денари и секоја помош која што секој може да си ја дозволи, кога ќе дојде од голем број на луѓе и поединци, навистина прави голема разлика за овие деца. Кои се проектите на кои ќе се фокусира детското село на наредниот период? Проектите на кои што се фокусираме покрај она што ние да речам стандардна програма и ја работиме повеќе од 15 години, имаме низа интересни проекти кои што се во тек и кои што ќе продолжат. Тука морам да го споменам проектот за социјална инклузија и економско зајакнување на млади и млади брачни парови. Тоа е проект кој што функционира во рамките на ресурсниот центар кој што го имаме во општина Газибаба и тој цели кон младите луѓе и младите брачни парови, првенствено во општина Газибаба, меѓутоа секој оној кој што смета дека има потреба може да се обрати во нашите канцеларии таму и таму може да добијат најразлични обуки, советувања и насочувања, односно да може да се изградат малку повеќе професионално и да бидат поконкурентни на пазарот на трудот, а исто така доколку се креативни, имаат своји идеи, може да поминат една обука и менторство и со некои, да речем, можеби символични средства, меѓутоа доволни за почеток да се отвори фирма и да се започне свој бизнис, да станат успешни и да можат сами да ја обезбедуваат, да речем, својата иднина. Исто така нешто што треба наскоро да започне, ќе го работиме во соработка со УНИЦЕФ. Тоа е проект за поддршка на згрижувачите, односно на згрижувачката професија. СОС Детско село Македонија покрај оние 12 семејства кои што директно ги поддржува во населбата Ченто, исто така пред неколку години ја обезбеди меѓународно признаената лиценца Pride, која што служи за поддршка на згрижувачите и згрижувачкиот систем и токму употребувајќи таа методологија и тие тренинзи, ние во
минативе неколку години ја поминавме цела територија на Република Македонија, во сите градови работевме и со постечките, меѓутоа и со потенцијалните згрижувачи и сите оние одговорни лица од центрите за социјална работа и Министерството за труд и социјална работа. Идејата е оваа методологија да стане официјална методологија, да влезе во законски рамки и секој оној кој што сака и има волја да стане згрижувач, да може да ја помине. Таа е малку подолга обука. На крајот на таа обука ќе може да донесе информирана одлука и тој, меѓутоа и ние, дали може да биде згрижувач. Соработката помеѓу СС детското село и Македонија наутро трае со години. Со сите оно што ќе биде ново како проект, ние ќе информираме навремено. Разговорот ќе го заокружиме онака како што започнавме, место со срце, да потсетиме уште еднаш за деталите кои што се поврзани со кампањата, кога започнува, како можеме сите да се вклучиме? Од 27 до 29 декември, како што реков, на нашата Facebook страна можете да ги видите сите локали, постои интерактивна мапа на која што се означени сите локали кои што ќе учествуваат во оваа кампања. Ве повикуваме сите, значи кои што ќе отворите, ќе видите да ни го предложите вашето омилено место со срце, а ние секако ќе ги исконтактираме и ќе ми ја пренесеме пораката и ќе се обидеме да ги анимираме исто така да ни се приклучат во овој период од 27 до 29. Сите останати може да донираат на телефонскиот број кој веќе го споменав, 143 456. На тема хуманост никогаш не каскаме, се надевам дека ќе се покажеме и овој пат. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Верувам дека ќе се покажеме и благодарам на поддршката.